Почитувани, не дозволува премиерот Груевски да молчи и да бега од одговорност за невидениот срам и огромниот скандал околу пописот. Владата на ВМРО-ДПМН и ДУИ заради меѓупартиски пазарења покажа дека е неспособна да спроведе на нормална статистичка операција. Не е сериозно и неодговорно на државниот празник 11 октомври и само еден ден пред објавувањето на извештајот на Европската комисија да се донесе одлука за прекин на пописот. Партискиот договор меѓу Груевски и Ахмети не признава ниту државен празник, ниту државен интерес. Зошто Груевски него стопираше пописот во обид уште на 31 септември, кога председателката на пописната комисија си поднесе оставка со образложение дека се подготвува голем пописен фалсификат, а при тоа не кажа кој тоа го подготвува тој фалсификат. Зошто Груевски го минуваше Артан Груби, познат учесник во инцидентот на Кале, за нов член на пописната комисија. Планот на Груевски и Ахмети не бил спроведување на попис, туку обид за фалсификат кој го прекина од кога стана премногу видлив за целата јавност. Граѓаните бараат најодговорниот, премиерот, јасно да посочи кој ќе понесе политичка, морална и кривична одговорност за несовесното работење и злоупотребата на народните пари. Груевски ВМРО-ДПМН мора да понесе одговорност затоа што фалсификатот во обид ги чини граѓаните 14 милиони евра. Власта нека не наоѓа бесмислени оправдувања за направениот скандал преку смешни обвинувања за пописот од 2002 година. Несериозни се тезите за наводни 120.000 етнички албанци повеќе. Ако е така, зошто тогаш не спроведува нормален попис во кој со бројка би ги демантирале овие тврдења? Конечно нека се потсетат дека пописот од 2002 година го спроведуваат директори и функционери блиски на ВМРО-ДПМН. Овој најнов дил во серијата партиски пазарења меѓу Груевски и Ахмети го наметнува и прашањето зошто ДУИ молчи за ставовите на ВМРО-ДПМН околу пописот во 2002 година. Дали ДУИ е подготвена се да премолчи во интерес на политичките договори со ВМРО-ДПМН? Благодарам.